Здраво, драги родители! Свесното родителство не повикува да го чуваме детскиот поглед во себе, односно детската перспектива, оној кој што прашува, се восхитува, помага да го најдеме ритамот помеѓу трудот и радоста, и ако успееме да го одржиме тој жив оган во нас, на љубопитност и на смиреност, ние ќе му подариме на нашето дете еден пример за живот со рамнотежа и со присутност. Денес преку страниците на Малиот принц ќе се сретнеме со два нови лика кои многу личат на нас, возрастните и родителите, и нивните приказни ни откриваат колку лесно умееме ние да се изгубиме во светот на бројките и во рутините, во рутинските задачи, заборавајќи да застанеме и да уживаме во светлината која што ја создаваме и да им ја пренесеме таа светлина на нашите деца. А сега да се нурнеме во следната планета заедно со Малиот принц и да видиме со кого навистина се среќава сега Малиот принц и што се случува. Четвртата планета била на некој бизнисмен, деловен човек. Тој човек бил толку зафатен што воопшто не ја кренал главата кога дошол Малиот принц. Добар ден, му рекол тој, ви угаснала цигарата. 2 и 3 се 5, 5 и 7 12, 12 и 3 15. Добар ден, 15 и 7 22, 22 и 6 28. Немам време пак да ја палам. 26 и 5 31. Уф, тоа е значи 501 милион 622 731. 500 милиони што? А, ти уште си тука. 500 милиони на... Но јас не знам повеќе. Толку имам работа. Јас сум сериозен. Јас не се занимавам со будалаштини. 2 и 5 7. 500 милиони што? Повторил Малиот принц, кој никогаш во својот живот не се откажувал од прашањето што еднаш ќе го поставил. Капиталистот ја подкренал главата. За 54 години, откако живеам на ова планета, бев вознемирен само 3 пати. Првиот пат, тоа беше пред 22 години, ме вознемири еден бумбар кој падна кој знае од каде. Тој толку страшно брмчеше што направив 4 грешки во собирањето. Вториот пат беше пред 11 години, кога ме вознемири криза на реуматизам. Не бев вежбал. Оти јас немам време за вскитање. Јас сум сериозен. Третиот пат, еве сега. Реков, значи 501 милион. Милион што? Капиталистот увидел дека нема никаква надеж за мир. Милион на оние малечки нешта што се гледаат некаде на небото. Муви? Не, туку малечките нешта што светат. Пчели? Ама не, малечките нешта позлатени што предизвикуваат да се мечтае за неработење. Но јас сум сериозен, јас немам време за мечтаење. А, звездите. Да, токму тоа, звездите. И што правиш ти со 500 милиони звезди? Што правам со нив? Да, ништо. Тие се мои. Твои се звездите? Да. Но јас веќе видов еден крал кој... Кралевите немаат ништо. Тие владеат над нешто. Тоа е сосем друго. А зашто ти служат звездите? Тие ми служат да бидам богат. А што ќе ти е тоа да бидеш богат? Да купам други звезди, ако некој ги најде. Овој овдека, си рекол Малиот принц, помалку умува како мојот пијаница. И пак му поставил прашање. Како се може да се имаат звездите? Чии се тие? Мрзоволно викнал бизнисменот. Не знам, на никого. Тогаш тие се мои. Оти јас прв помислив на нив. Доволно ли е тоа? Се разбира, кога ти ќе најдеш еден дијамант што не е на никого, тој е твој. Кога ќе најдеш еден остров што не е на никого, тој е твој. Кога ти прв ќе имаш некоја идеја и кога ќе ја патентираш, таа е твоја. И јас така имам звезди, оти никогаш никој пред мене не помислил да ги има. Тоа е вистина, рекол Малиот принц. Но што правиш со нив? Јас ги раководам, ги бројам и ги пребројувам, рекол бизнисменот. Тоа е тешко, но јас сум сериозен човек. Малиот принц уште не бил задоволен. Ако имам еден шал, јас можам да го ставам околу врат и да го носам. Ако имам едно цвеќе, можам да го скинам моето цвеќе и да го носам. Но ти, твоите звезди, не можеш да ги носиш. Не,
но јас можам да ги ставам в банка. Што значи тоа? Тоа значи дека јас ќе го запишам бројот на моите звезди на едно ливче и потоа го заклучувам ливчето во долап. И тоа е се? Тоа е доволно. Забавно е тоа, си помислил малиот принц, и можне поетично, но не е сериозно. Малиот принц на сериозните работи имаше поинакви сваќања од сваќањата на возрастните. Јас, уште додал малиот принц, јас имам едно цвеќе што го поливам секој ден. Имам и 3 вулкани што ги чистам секоја недела. Го чистам и оној што е згаснат, оти никогаш не се знае. Тоа е корисно за моите вулкани и за моето цвеќе што го имам. Но ти не си им користен на звездите. Капиталистот отворил уста, но не нашол збор да одговори, а малиот принц си отишол. Возрастните навистина се сосем чудни, си рекол просто, продолжувајќи го патот. Средбата на малиот принц со бизнисменот е портрет на светот кој што ги мери вредностите со бројки, со пари. И бизнисменот постојано барал звезди, тој ги сметал за свој, ги запишувал во својата тетрадка и преку тоа тој барал важност за себе. Меѓутоа никогаш тој не гледал на звездите како на светлина, како на поезија, како нешто кое што универзумот преку нив ја прикажувал својата убавина или космосот преку звездите ја давал својата убавина. Тој само сакал да ги има, меѓутоа не знаел да ужива во нив. И во родителството ова всушност представува една сцена каде што ги повикува родителите да се запрашаат колку често родителот го мери растот и вредноста на своето дете преку постигнувањето, преку трофеите, преку дипломите, преку успесите, колку пати се фокусираме ние како родители на тоа што ќе станат нашите деца, заборавајќи да бидеме со нив во сегашниот момент, во нивната радост, во нивната љубопитност и живост, затоа што децата во својата природност тие си ја носат љубопитноста, радоста, живоста. И токму малиот принц овде во свесното родителство кој што го прикажувам како дете, тој го прашува возрастниот што ќе правиш ти со сите тие звезди, и во тие прашања се крие едно подсетување за суштината дека вистинското богатство е во врските. Значи во малите мигови на љубов, на смеја, на радост со децата, и затоа што секогаш малите нешта нас не подсетуваат дека животот не е во броењето, не е во пресметките, туку пред се да можеме да ја видиме светлината во себе си, да можеме да ја пренесеме таа светлина на нашите деца. И кога ние како возрастни им дозволуваме на децата да можат тие да ни поставуваат прашања преку кои што ние самите ќе се запрашаме себе си за навиките кои што ги имаме во смисла на акумулација на богатство, тогаш тие и текако ни овозможуваат ние да ги прошириме нашите гледишта. Затоа што детето ова ни ја дава таа перспектива преку која што нас, родителите, постојано не враќа кон нашиот вистински дом, а тоа е нашето срце, таму каде што љубовта и блискоста се најскапите звезди. И свесната алтернатива е топлината, која што ја цени суштината, а не само успехот. И да седнеме ние со детето, да можеме да си го прашаме што ти беше наинтересно денес, што научи, што откри денеска за себе, за светот, за сите околу тебе. Наместо ние постојано само да броиме, да пресметуваме, да можеме ние да ги погледнеме децата низ очите на восхит. И бизнисменот токму поради тоа е потсетник дека постои свет и над бројките, и над пресметките. Свет каде што вредноста не се брои само преку пресметките, преку парите, преку материјалните нешта, туку свет кој што се чувствува. И за родителите тоа представува една покана да бидеме сведоци на детето како на чудо, а не како проект.
Исто така и свесното родителство не подсетува да можеме да ја разликуваме илузијата за материјалните нешта наспроти најголемата вредност во родителството, тоа е вредноста од поврзувањето на родителот со детето. Значи, да дозволиме ние да го пуштиме срцето нас да не води и на тој начин да можеме да го бираме трепетот на живоста на децата во нашата врска, наместо да го бираме студенилото на пресметките. И затоа што токму во тој простор расте довербата, расте радоста кај децата, кои што го хранат нивното срце. И на тој начин се храни и нивниот внатрешен свет. Значи, кога ние ги храниме децата со тие искри, децата живеат уште повеќе, да можат да ја одржуваат својата храброст, да можат да сонуваат, да можат да создаваат и исто така да можат да го споделуваат својот талент со светот. И знаејќи дека нивниот квалитет, вистински, нивната вредност потекнува од нивната внатрешност, од нивната автентичност, од она што тие го поседуваат и можат да природно и можат да го развиваат, а не од надворешните ресурси, од надворешните признанија, од надворешните аплаузи. Сега, понатаму да видиме што се случува на другата планета, со која што и со кого се среќава малиот принц на оваа втора планета. Петтата планета била многу интересна. Таа била помала од сите. Имало место токму само за еден фенер и за еден човек што го палел фенерот. Малиот принц не успеал да објасни зашто може да изслужат некаде на небото на една планета без населба еден фенер и еден човек што го пали фенерот. Меѓутоа си рекол: можеби тој човек е многу чуден, но сепак тој е помалку чуден од кралот, од вообразениот, од бизнисменот и од пијаницата. Неговата работа барем има некаква смисла. Кога тој ќе го запали фенерот, тоа е како да се раѓа една звезда повеќе или едно цвеќе. А кога тој ќе го угасне фенерот, тоа е како да се успиваат цвеќето и звездата. Тоа е многу убава работа. И тоа е навистина корисно. Оти е убаво. Откако ја заобиколил планетата, учтиво го поздравил палигасначот на фенерот. Добар ден, зошто сега го угасна фенерот? Тоа ми е должност, му одговорил палигасначот. Добар ден. Што е тоа должност? Тоа е да го гаснам мојот фенер. Добра вечер. И тој пак го запалил. Но зошто сега пак го запали? Тоа ми е должност, одговорил палигасначот. Не разбирам, рекол малиот принц. Нема тука што да се разбира, рекол палигасначот. Должноста си е должност. Добар ден. И тој пак го угаснал фенерот. Еве сликата од фенерџијата. Потоа го избришал челото со едно карирано црвено шамиче. Мојот занает овде е страшен. Некогаш тоа беше подносливо. Гаснев наутро и запалував навечер. Остатокот од денот го имав за одмор, а остатокот од ноќта за спиење. А од тогаш должноста ви се измени? Должноста не се измени, рекол палигасначот. Тука и лежи целиот заплет. Планетата од година на година се побрго и побрго се врти, а должноста не се измени. И сега, прашал малиот принц, и сега, откако се завртува на една минута, јас немам повеќе ни секунда за одмор. Пала ми гаснам еднаш во минута. Па тоа е смешно. Деновите кај тебе траат една минута? Тоа воопшто не е смешно, рекол палигасначот. Еве веќе еден месец откако јас и ти зборуваме. Еден месец? Да, 30 минути, 30 дена, добра вечер. И тој пак го запалил својот фенер. Малиот принц го погледнал и го засакал тој палигаснач на фенер што и бил толку верен на својата должност. Тој си спомнал за своите заидисонца што некогаш одел сам да ги бара, поместувајќи го столчето. Сакал да му помогне на својот пријател. Знаеш, јас знам еден начин на кој ќе можеш да се одмориш кога ќе сакаш. Тоа го сакам од секогаш, рекол палигастачот. Оти истовремено може да и се биде и верен на работата и мрзлив. Малиот принц продолжил.
Твојата планета е толку малечка што можеш да ја обиколиш со 3 чекори. Така ти само треба полека да чекориш и за да бидеш секогаш на сонце. Кога ќе сакаш да се одмориш, ќе чекориш. И денот ќе трае толку колку што ќе сакаш ти. Не бидува голема работа од тоа, рекол палигасначот. Она што најмногу го сакам во животот, тоа е да спијам. Немаме среќа, рекол малиот принц. Немаме среќа, рекол палигасначот. Добар ден. И тој го изгаснал својот фенер. Овој овдека, си рекол малиот принц, продолжувајќи го патот, овој овдека би го мразеле оние другите. Кралот, вообразениот, пијаницата, бизнисменот. Меѓутоа тој е единствениот што не ми се чини смешен. Може би затоа што тој се занимава со друга работа, а не само со себе си. Потем малиот принц тажно здивнал и уште си рекол. Овој овдека е единствениот што би можел да го сакам за пријател, но неговата планета е навистина многу малечка. Нема место за двајца. А она што малиот принц не смееше да го признае, тоа што навистина ја жалеше таа благословена планета заради нејзините 1440 зајдисонца во 24 часа. Фенерџијата е единствениот од сите возрастни ликови кој што малиот принц уште на првиот момент го засакал, и ако неговата задача била на прв поглед изгледала безмислена, да го пали, да го гаси фенерот секоја минута, меѓутоа во него постоело честност и одговорност и верност кон зборот што го давал, и тој не се криел за титулите, не се криел за гордоста, туку едноставно само си ја извршувал својата должност. И во родителството овој лик е метафора за силата на рутините и на доследноста и на дисциплината. Значи, децата се чувствуваат безбедни кога тие кога постојат предвидливи моменти во родителствувањето, например вечерата точно во колку отприлика секој ден да биде во исто време, или пак приказните пред спиење, или утринските поздрави и така натаму. Значи, овие тивки ритуали ни помагаат да може детето да си го организира својот внатрешен свет и да може да гради доверба спрема родителите. Меѓутоа, исто така, фенерџијата не предупредува и за другата страна на рутините, затоа што доколку стануваат тие рутини, правила, таа дисциплина крута, и како тие можат да ја гушат живоста кај самото дете и љубопитноста кај детето. И затоа родителот кој што инсистира постојано да на правила со кој не може да ја разбере вистинската потреба на детето, и како тој може да го загрози автентичниот однос со своето дете. И токму поради тоа свесното родителство предлага една рамнотежа, еден баланс помеѓу структурата на одржливост и меѓутоа да се има и простор за флексибилност, за игра, за спонтаност, за да може детето да што повеќе да се чувствува во својата автентичност. И она што малиот принц најмногу го цени кај фенерџијата е тоа што тој може да направи еден отворен разговор со него, а тоа не можеше да го направи со претходните, затоа што тие беа многу затворени ликови во себе си, како за разлика од фенерџијата кој што споделувал мислења со него, признавал дека понекогаш му е тешко, некогаш се смел, меѓутоа продолжувал со истата љубов кон својата задача. И ова во суштина за родителите што представува? Представува пример за автентичноста кај самите родители, да им кажат на децата дека навистина има денови кога се чувствуваат уморни, меѓутоа сепак продолжуваат да ги сакаат со истата своја љубов и дека се постојано тука за нив. И дисциплината и рутината имаат смисла во свесното родителство единствено кога се хранети со поврзаност и кои што ја одржуваат и носат топлина во присуството на родителот со детето. Значи, кога ние ги гасиме и ги палиме фенерите со срцето,
тогаш децата може да ја научат најважната лекција во својот живот, дека сигурноста и љубовта одат заедно рака под рака. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.